По повод 8 мај, денот кога во 1945 година заврши Втората светска војна, како и 9 мај кога се одбележува Денот на Европа, група ученици од гимназијата Јосип Броз Тито од Битола, заедно со ученици кои се нивни гости од регионот на Долна Нормандија, денеска положија свежо цвеќе на француските гробишта, а беше поставена и спомен плоча во чест на загинатите војници кои почиваат на овие гробишта. Интересно е дека овој споменик не е двојазичен. За прв пат се поставува и на македонски јазик, значи целта е да се развие пријателството, почита меѓу двата народи и двете училишта. Гимназијата Јосип Броз Тито во својата работа постојано ги вклучува меѓународните соработки. Со Нормандија имаме две соработки, исто така со Израел, со гимназија од Ерусалим, потоа со Швајцарија, од градот Фрибург, и со тоа всушност го поттикнуваме изучувањето на јазикот, но и ширењето на културата, македонска култура, традиција, историја надвор, но и познавањето на другите култури. На оваа свеченост присуствуваше и француската амбасадорка во Република Македонија, Лорен Соер, која ја истакна важноста од одбележувањето на ваквите историски настани. Денес се слави крајот и на Првата и на Втората светска војна и се надевам дека тука сме дојдени со надеж дека новите генерации ќе сватат големината на што е тоа војна и што е тоа мир и што тоа значи за сите нас. Не ги славиме крајевите само на овие две војни, туку крајот на сите војни во светот, и се надевам дека ќе продолжиме да живееме на еден европски континент на кој што нема никогаш повторно да се повторат војни од вакви размери и дека нема непотребно да се трошат повеќе човечки животи. На македонскиот дел од фронтот, односно Источниот фронт, војуваа над 2 милиони војници, од кои 70.000 го загубија животот.